Средината на април е клучен период за Штип и Македонија. Тогаш во Штип ќе се случи голем скандал, предвидува авторитетниот астролог Симеон Атанасовски. Од 18 до 22 април во Штип можно е некој на моменти дури, ајде да не кажам скандал, али негативен настан во смисла на економска групација на луѓе или поврзане со некои политички процеси кои се негативни, кои ќе бидат граѓаните на Штип, ќе ги видат нив, нели? Али исто така е неизгоден и за сообраќај и мој совет е да се внима во таа млада месечина, знаете. Во делот на развојот на градот, штипјани подобри денови можат да очекуваат од јуни. Може да се очекува дека Штип од јуни тамо, крајот на мај, ќе биде поактуелен со луѓе што се надвор од таа регија на општината, може да бидат дури странци, така да тука е подобар период да се подобро организираат и да соработуваат со други градови, па и со други држави. Освен за Штип, април е важен и за Македонија, особено на политички план. Ќе почне од февруари со некој прегрупирање, можеби политичко, кое до март би требало албанските партии, дел од пратеници може да мигрираат или пак да имаат некои во јавноста изјави кои ќе вознемират таа политичка сцена во пролетта. Да очекуваме предвремени избори, бидејќи се многу актуелни изјавите за нив. Интересно е што во моментот што го поставувате прашањето, пошто има прашна, тоа е техника на одговор, прашањето се вели има тежина до 2 месеци од сега и ќе зависи од некоја, да кажеме, договор, двоен договор, кој би требало до 2 месеци се направи од сега. Сепак не би коментирал повеќе, би оставил до тие 2 месеци што реков што се клучни до април крајот. Во делот на економијата, драстични промени не се очекуваат, но прогнозите се многу пооптимистички. Подобро од минатата теоретски, она што значи на економски план дека има споро закрепнување и при тоа е важен тој мартовско-мајски период, али пред се април и нормално октомври-ноември. Тие два периоди се многу важни за банкарски сектор